Благодарам, заменик председателке. Со овој амандман се обидовме да обезбедиме средства во висина од 100 милиони денари, за да може да се реши конечно проблемот со кеот во реката Лепенец, нешто кое што беше, би кажал, ветување на двете партии, а и на сите кандидати во претходниве локални избори кои што се случија. Сакам да кажам дека овој проблем е непосредно поврзан со новоселската депонија, која што беше можеби приближно голема колку Дрисла, во големина од 15 фудбалски игралишта. Овој амандман го поднесувам во координација и во консултација со новиот градоначалник на општина Ѓорче Петров, кој што доаѓа од редовите на ВМРО-ДПМН, господинот Александар Стојковски, со кој што успеавме да го решиме проблемот на новоселската депонија, и таа веќе е исчистена. И сакавме да дадеме еден, би кажал, продолжеток на целиот овој проблем и да се обидеме да обезбедиме средства за да го решиме конечно еднаш за секогаш и течењето на реката Лепенец, што ни беше наш стратешки еден од приоритетните проекти во програмата со која што излеговме пред граѓаните. Овој проект има, би рекол, два пилара, два столба. Едниот е естетски, а тоа е конечно тоа крајбрежје да се уреди, да се постави еден кеј каде што ќе можат граѓаните да се рекреираат, како што е примерот во кеот во Карпош, каде што се рекреира цело Скопје и сите граѓани на државата, да се постават клупи, да се постави осветлување и да граѓаните на целото Ѓорче да уживаат во тој благодет што го дава природата. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект е функционален. Сакам тука и да предупредам и да бидам сериозно сватен, бидејќи течењето на реката од негрижата на властите не е регулирано и веќе во местноста Орман, а ќе ве потсетам дека Ѓорче Петров тука е близко и граничи со државата Косово, имаше таков проект за меѓугранична соработка, но не се реализираше. Кај местноста Орман, самата река, заради негрижа и нерегулација на коритото, е дојдена на 2-3 метри до железничка пруга. Затоа барам овие средства, ова е можеби посилен фактор од тој, да се обезбедат, за да можеме успешно да го регулираме коритото, за да не се случи некоја природна непогода. Значи, уште еднаш повторувам, има естетски и тоа е во ред, но има и функционален. Ако сега не издвоиме средства и не интервенираме, не дај Боже, при еден посилен дожд може да се случи природна хаварија. Она што е многу важно е што овие средства треба да се обезбедат и затоа ќе ве замолам да ја преиспитате одлуката, затоа што владата треба да ја помогне на општината Ѓорче Петров од некои, би рекол, основни финансиски причини, затоа што општината Ѓорче Петров во моментов е во долг од 4 милиони евра. Ние ќе најдеме начин во наредните 4 години да го решиме овој проблем и граѓаните нека бидат сигурни во тоа. Дали ќе аплицираме во фондови, дали ќе бараме други извори на финансирање или повторно при наредниот ребаланс на буџет, кој што јас сум уверен дека ќе го управува, односно ќе може да го води нова влада во која што ВМРО-ДПМН ќе биде член, ние овој проблем ќе го решиме затоа што сме го ветиле и затоа што треба да биде решен. Затоа уште еднаш ве замолувам да ја завршиме оваа целина, затоа што течењето на реката Лепенец не ја опфаќа само општината Ѓорче Петров, тука ја опфаќа и општината Карпош и е цел проблем, односно е проблем на цел градот Скопје. Ајде да земеме, додека се уште сте мнозинство, да обезбедиме 100 милиони денари и да им оставиме некаков, каков таков, би рекол асет, можност на новата локална власт да може да го реши овој проблем, исто како што ние оставивме можност за таа локална власт, актуелната во 2017 година, да може да ги заврши ние 35 улици и фекалната канализација во руралниот дел. Уште еднаш ќе повторам, овде за цел има два факта. Едниот е естетски, другиот е функционален. Благодарам.